Додека истражувам какви рецепти да ви подготвам во следната емисија Маја готве, ми помагаат многу пријателки со совети, со одредени комбинации, а јас секогаш сакам да направам храб избор и да направам нешто што навистина многу ретко кој би го искомбинирал. Денеска одбрав сложен рецепт, делува сложено, меѓутоа ви ветувам дека кога ќе почнете да го правите, ќе ви дојде само од себе. Ќе ви направам прекрасно нежно рижото со многу груби ребра. Ребрата ќе бидат свински, рижотото ќе биде со вргање. Се надевам дека ќе ви се допадне мојот избор, а мене ќе ми остане време да си ја прочитам мојата книга. Ретко го имам. Се гледаме во кујната. Во животот многу сакам храбри комбинации, храбри жени, храбри луѓе кои не се плашат да го направат она што го сакаат во животот, па таков и денешниот рецепт. Денес, како што ви кажав, ќе ви подготвам една тотално несоодветна комбинација, односно никогаш и ретко ќе ја најдете како таква. Ќе ви подготвам едно нежно рижото со вргањ и едни такви груби ребра. Рижотото го подготвувам за мене, додека пак ребрата за оние кои повеќе го сакаат тоа. Прво ќе ги подготвиме ребрата. Потребни се две големи свински ребра, ќе ги направиме да бидат така башко да делуваат, наспрема женското и нежно рижото. Најпрвен ребрата ќе ги зачиниме во една чинија. Може ако имате голема кеса да ги измасирате во кеса, ќе ги зачиниме со одредени зачини. Она што ќе го ставиме ќе биде црвена пиперка, црвен пипер. Јас имам комбинација од толчена пиперка и црвен пипер. Ставиме бибер. Така баш великодушно ќе ставам и бибер и од сите можни зачини. Ставиме сол. Тоа ќе го измасираме. Да влезе на сите страни. Така една ребрата. Премачкани се со се. Ги трнеме на страна. И ќе подготвиме сос. Ребрата ќе ги направиме долго време, ќе ги печеме 3 часа во рер на тивко на 175 степени, ќе им направиме кадички од алуминиумска фолија и внатре ќе ги наполниме со еден машки сос. Не се лутат мажите дека многу често форсирам силни жени. Потребно ни еден мал сад, јас имам едно прекрасно бакарно садче и ќе ставиме една исклучително храбра комбинација. Тука имам половина чаша пиво. По тавата. Само сакаме да го згрееме, не сакаме да ги направиме да направиме некој сос. Ќе ставиме една лажица сенф, мојот е со семки, синап. Ќе ставиме 2 лажици ворчестер сос. Ќе ставиме една лажица мед. Ќе изрендаме кора од портокал. Знам дека е неочекувано. Меѓутоа готвењето дава бескрајно можности за комбинации. И ќе исечам дополнително сок од портокал. Многу малку. Нема рцика да го стискате. Сето тоа ќе го стоплам, ќе го соединам, ќе ги наполнам кадичките од алуминиумска фолија, ќе ги прелијам ребрата. Додека ги печам неколку пати, ќе ја отворам алуминиумската фолија и ќе ги прелијам ребрата како што се печат со сосот во кој што се печат. Ветувам дека ќе биде совршено вкусно. Не треба да зоврие, бидејќи ако зоврие пивото ќе ви истече, само треба да се стопли, да се соединат сите состојки. И сега ќе ги подготвиме кадичките во кои треба да се направат ребрата. Еден сад за печење и правиме алуминиумски кадички. Светкавиот дел од оздола, бидејќи овој дел од алуминиумската фолија е оној кој не е леплив, доколку го ставите обратно, ребрата ќе ви се залепат.
Сигурно тоа сте го знаеле. Ги ставаме ребрата. Правиме малечка кавичка и ги затвориме. Значи нема да оставиме простор да испарува течноста. Туку ќе оставиме внатре во сокот да се печат со сати. Кога ребрата ќе бидат готови, ќе се кинат на најтенки можни парченца и совршено ќе одговараат со рижотото. Дори да ви протекува тотално неважно. Меѓутоа потрудете се да не протекува, за да може да имате совршено направени ребра. Сос е готов. Сториме врз ребрата. Половина врз едниот. Другата фолија. И другата половина. Дават во прекрасниот сос кој го припремив, подготвивме од различни состојки кои никогаш не би ги потребиле заедно. Убаво ќе го затвориме. Доколку сакате поисчеден вкус на ребрата, можете на почетокот да ги пропржите малку на скара, за да добијат тој и подгорен вкус на скара, а потоа да ја повторите истата поставка. Кавички од ребра. Ребрата ќе ги ставам на почетокот во врела рерна, околу 240-250 степени. Веднаш кога ќе почувствувам дека почнала да врие течноста внатре, ќе намалам на 175 степени. Ќе си продолжам со читање на мојата книга. Меѓутоа претходно ќе го подготвам рижотото. Додека моите ребра се печат во рерната, јас ќе ви подготвам едно свиленкасто рижото кое ќе го направам од неколку состојки. Основата на рижотото во суштина делува комплицирано, меѓутоа главната состојка е трпение. Што подразбира тоа трпение? Значи, она што треба да го правите е да ставате лажица по лажица од топлата супа во рижотото и да чекате и мешате додека рижотото ја пие целата течност. Ќе употребиме околу половина килограм ориз за рижото. Можете и обичен, меѓутоа треба да биде од оној леплив и да не биде оној кој се двои. Ќе употребиме литро пилешки бујон, ќе ставиме малку пармезан, а секој добро рижото почнува со кромит. Нашето денеска ќе биде со вргање. Во едно длабоко тенџере ќе ставиме малку од нашето брилјант масло, сосема малку за да не ни го изгори путарот. Ќе ставиме една лажица путар и ќе чекаме сето тоа да се загрее, без да изгори, бидејќи сакаме рижотото да биде свиленкасто бело. Додека се грее нашето масло, ќе исечеме кромит на ситно. Трпеливо ќе го застаклиме кромидот. Ќе ставиме малку сол. До сега милион пати ви повторив дека солта ја испушта течноста од кромидот и дозволува тој да остане прозирен, а не дрвенаст. Додека кромидот ни се издинста, ќе ги сечеме нашиот вргањ.
Јас имам тука околу 50 на грама вргањ. Не успеав да најдам свеж, доколку најдете користете свеж, секогаш свежите состојки ќе ви направат прекрасни оброци. Меѓутоа најдов сушен, го потопив во топла врела вода, ставив неколку капки лимон за да може да се отпуштат печурките. Сега ќе ги сецкам на ситни парченца и ќе ги пропржам со кромидот. Обожавам печурки. Навистина можам да ги користам во сите можни оброци. Може во благо немам проблем да ги користам, меѓутоа може би во тоа може. Вргањето е многу ароматичен. Може да го направите со шампиньони доколку не ви се допаѓа аромата на вргањето. Тоа јас ја обожавам. Пропржуваме кромидот со вргањето неколку минути, трпеливо да ја испушти целата течност, бидејќи не сакаме оризот веднаш да ни впие од таа течност и да се залепи за дното на тенџерето. Нашиот кромити печурки се готови и го додаваме оризот. Промешуваме внимателно и полека, за најпрви да ја спие течноста од кромидот и од печурките. Секој добро рижото во себе содржи бело вино. Ја имам тука малку тамјаника, ќе се напијам прво. Најпрво ќе почекаме да ја впие течноста од виното, а алкохолот да испари. Не треба само аромата на виното. Единствената поента на правење на добро рижото е трпението и постојаното мешање. За околу 15 до 20 минути ќе биде готово. Меѓутоа, ова е тоа што треба да го направите. Ви ветувам дека трудот кој ќе го вложите, навистина се исплати. Кога рижотото ќе го впие виното, започнувате со постапката на додавање на зовриената супа, буквално лажица по лажица. И за до тоа цело време мешате додека оризот не ја впие течноста. Јас направив 1 литра тука. Само да си подготвам простор. Пилешки бујон. Ставам на 1 лажица и постојано мешаме. Доколку ви снема од пилешкиот бујон, воопшто не се тревожете. Можете да продолжите со топла вода, бидејќи сите вкусови на пилешкиот бујон веќе се впиени во рижотото. Меѓутоа ќе биде готово кога ќе видите дека е лепливо, има направено прекрасен сос околу себе, а малку има така крцкава структура. Не е како оној нашиот традиционален македонски ориз, подготвен во редна. И продолжуваме лажица по лажица.
Додека моите ребра се подготвуваа во рерната, јас ја прочитав дел од мојата книга, моето рижото е готово. Прекрасно рижото. Се надевам дека ќе се охрабрите да го направите. Ќе го сервираме во длабока чинија. Одозгора ќе ставиме пармезан. Ниедно рижото не е добро без пармезан. Дори ќе нарендаме внатре малку. Може внатре малку да нарендаме. Додека е топло да се растопи пармезанот внатре. Околу 50 на грама. Само да го имате како вкус. Измешам. Моите машки ребра се веќе готови. Доколку малку ви се подгорени до зоа, немој да се грижите, тоа е само дел од сосот. Повели. Ќе декорираме со малку домати, бидејќи благиот вкусот го пара со тоа. Ова е мојот предлог за денеска. Ви подготвив рижото и прекрасни ребра. Ја чекам другарка ми на гости која обожава ребра. А ние веќе се гледаме следната емисија во Маја готви. Се надевам дека ви се допадна мојот избор денеска.